Во минатото немаше зими и студ во Русија. Црквата на Преображението на Господ во регионот Калуга. Црквата е изградена за топла клима без мразови. За време на изградбата на оваа црква не беше инсталирано греење. Нема печки, нема радиатори, нема димњаци. Нема никаде. И нема ни трагови од нив. Но во Русија многу е ладно без греење. Јавните простори мора да бидат загреани. Затоа печката беше направена подоцна. Таа беше поставена токму тука, блиску до влезот, за да се создаде воздушен термален завеса. Тие изрезале жлебови во зидот за инсталација на печката. Очигледно е дека тули се изгладени. Ова не е зидарство од конструкцијата. Многу малтер е оставен на зидот. Гипсот не може да биде внатре во работна печка. Тој ќе изгори. Во зидот е направен канал за извлекување на дим. Пробиениот канал беше запечатен од внатре за да се создаде цевка. Да погледнеме поблиску на димњакот. Очигледно е дека тули во димниот канал се скршени и чипнати. Некој многу грубо ги извлекол тули од зидот за да создаде димникот. Малтерот помеѓу тули на црковната зид е бел. Еве го, светло. Циглите во подоцна направената зидна конструкција на димникот се поврзани со различен малтер. Има кафеава боја. Овој мали зид на димникот е направен подоцна. Зошто рускиот архитект не направи печка за греење при изградбата на црквата? Дали заборави на студените руски зими? Да погледнеме на друг елемент на оваа црква. Странични врати во храмските простори. Вратите се направени од железо. Металот не задржува добра топлина. Зградата губи многу топлина преку металните врати. Тука ги гледаме траговите од инсталацијата на второто дополнително врата. По изградбата на храмот, внатрешните зидови беа обложени со малтер и насликани. Но потоа, над малтерот и бојата, беше нанесена градежна смеса за да се израмни аголот за рамката на вратата. И потоа беше насликано со сива боја. Да погледнеме на тоа од друга страна. Исто е тука. Слој на гипс, слој на боја, а врз тоа се нанесува градежен малтер за да се израмни аголот. За да се инсталира дополнителен рамка за врата, а потоа се насликува со сива боја од дозгора. Погледнете ја бојата на малтерот за згради. Во цидот на црквата, помеѓу тули, бел малтер. Дополнителни врати се инсталирани со малтер во жолткасто смеѓа боја. Тоа наликува на бојата на растворот кој се користел за запечатување на каналот на димникот, кој подоцна бил пробиен. Веројатно, димникот и дополнителните врати биле направени околу исто време. Откако храмот бил малтерисан и насликан однатре. Тоа значи целосно подготвен за употреба. На дворешноста на црковната зграда нема заштита од основата против руската мраз. Влажноста се издига од земјата преку капиларите внатре во тули. Во студот, водата замрзнува и ги крши тули. Големи парчиња паднаа од аглите. Ова беше предизвикано од руската мраз. Целиот долен дел од зградата се сруши. Исто и тука. Циглите се распаднаа и паднаа од зидот. Така, рускиот мраз уништува згради кои немаат зимска заштита за темелите. А во оваа црква, заштитата е отсутна, затоа што оваа црква е дизајнирана за топла клима без мразови. Знакот вели дека црквата е изградена во 1791 година. На крајот од 18 век. Ако датумот е точен, тогаш пред 200 години во Русија немаше зими и мразови. Ова е нешто за кое официјалната историја не сака да зборува. На мојот канал ќе научите многу за вистинското минато на човештвото. Историчарите ја сокрија вистината од нас. Мораше да ја откријам сама. Најдов работи што не можеш ни да ги замислиш.